Добар ден во 26-тото издание, почна со добар ден, уствари. Добро дојдовте, така е, бидејќи можда да слушаат и навечер, Јас сум и коректен, наутро. па не ти се качувам сега на глава за нешто, да направам ќе беше 15 минути момент. Боријан Јовановски, Добро вечер и од Боријан мене. никогаш не прави грешки, само јас ги правам грешките. 26-то издание на politikanti.mk и во денешното издание имаме гостин кој ќе го представи Боријан. Денеска гостин ни е Тони Поповски, инаку познат во јавноста за нас постарите, бидејќи помина повеќе време од тогаш, беше министер за екологија во владата на Љупчо Ѓорѓиевски, како мислам како дел од ДЕА или независен, не е ни важно, но го има тоа искуство, не беше многу долго. Потоа Тони е архитект, исто така, а и политиколог. Тони, може би првото прашање е тоа, како се спојуваат, ти си архитект и инженер по основната диплома, а постдипломските ти се на политикологија. Каква е таа спојка? Која е таа комбинација? Каде е тука задоволството во тие двете работи? Најпрво, добар ден и здраво, Боријан и Саша. Инаку, ова искуство, да кажам, со екологијата, јас го имам стекнато преку граѓански активизам. И тука беше Боријан во право, на некој начин бев регрутиран од тој сектор, од страна на Демократската алтернатива. На Васил Топурковски, да кажеме, што се тоа години кои веројатно дел од нашата публика и можеби не ги памти. Така, изминаа повеќе од 2 декади. А инаку сум архитекти, но магистрирав политички науки најмногу поради, да речам, мојот интерес за поврзани политики со екологијата. Тие имаат врска со локалната самоуправа. Да речам дека тоа прашање, мислам, знаеме сите дека е хоризонтално, да кажам. Тони ме интересира. Чека, само да кажеме дека адресираат широко. Тони се јавува инаку од Софија, не е во студиово, затоа овој звук таков, бидејќи го правиме интервјуто по телефонски врска. Да, така, да. И само уште нешто пред да предеме на Софија, уствари. Тони, како беше министер, знаеш тоа како отприлика изгледа во едни други времења, но и сега не е многу поразлично заправо. Дали би се нафатил пак да бидеш министер? Хипотетички, да, мислам, не бегам од предизвици, но сепак знаеме дека е неопходен некаков политички ангажман, па во таа смисла имам некакви резерви. Аха, добро, да, не навлегувам понатаму, те разбирам, мислам, но да преминеме сега на Софија. Кога е веќе Тони таму, барем да го искористиме. И со внимание, многу, со големо внимание следи што се случува на бугарската политичка сцена, која нас и текако не засега, барем во оваа фаза. И, нели, пишуваш редовно колумни сега на racin.mk, ги читаме јас и Сашо со големо внимание и па затоа и решивме да бидеш и наш гостин. Како е во Софија, Тони? Какво е расположението во Софија? Ние многу зборуваме за Бугарија тука. Колку се зборува сега во Софија за нас, кога се преокупирани со формирањето на оваа нова влада во една малку чудна коалиција, која исто така настана на еден чуден начин, но за тоа и се може понатаму во детали да говориме. Мислам дека атмосферата е вака интересна и сложена, би рекол, од причина што и пред да се склучи некаков договор, тоа Димитар Печев, бугарскиот професор на Оксфорд, го нарекува примирие, склучено примирие помеѓу љутите ривали. Имаше шпекулации за оваа состојба како еден можен исход, иако да речам дека имаше доста анализи и препоставки дека нема да се создаде редовна влада и дека партиите ќе се насочат кон престојните локални избори, но видовме дека сепак се склучи примирие. Сега да речеме дека има одредени
предности на кои укажуваат бугарските политички аналитичари во смисла дека постои оправданост да се артикулира, да кажам, некакво заедништво помеѓу двете најјаки групации политички во Бугарија, најмногу поради геополитичките состојби на европскиот континент генерално, кои пак имаат и многу директно влијание и врз регионот на Црноморието, да кажам дека Бугарија е поприлично засегната, значи и објективно е засегната со војната во Украина и некои други аспекти кои се поврзани со можеби по-банални навидум теми, како што е не донесениот буџет, редовен буџет за оваа буџетска година. Понатаму се сеќавате дека Бугарија и Романија заостанаа во обидот да станат дел од Шенген зоната. На некој начин Хрватска исчекори, тоа не беше примено во бугарското општество, секако со некаков ентузијазам, напротив побуди доста критики и некои други аспекти, како што е исто така потребата да се повлечат веќе одобрени финансиски средства од планот за обнова за Бугарија, средства од Европската Унија кои се неопходни да се обезбеди каков таков економски раст во Бугарија и да се адресираат проблеми поврзани исто така и со инфлацијата. Ова многу накусо, бидејќи навистина ние во Македонија, но и во Бугарија поминуваме низ една повеќекратна криза. Тони, компликувана е позицијата на Бугарија, тие меѓу другото имаат и еден значителен број на своји граѓани во Украина, тоа дополнително ги компликува нивните односи со и влијанието на Русија во Бугарија тоа не е дури ни тектонско како во останатите земји на Балканот, например во Македонија, туку е онака баш и над површината се гледа. Така што ова што вели Борјан, една неприродна коалиција помеѓу Борисов и Петков навистина е веројатно резултат од една страна на нивниот умор да не одат веќе на 6 избори, бидејќи тоа и така до сега е крупна криза, а тоа уште повеќе ќе продлабочеше, и претпоставам и нивните европски и американски партнери помогнаа во составувањето на влада наспроти интересот на Радев. Читам една анкета дека повеќето од бугарските граѓани ја поддржуваат владата. Има ли ентузијазам околу таа влада, бидејќи она навистина има една комплексна агенда од лични интереси кои треба да се заштитат преку да кажем прилично развиената бугарска криминална сцена, за која што и во тие минимални дози што овдека ги слушаме потсетуваат многу на едни минати времиња, до објективните политички разлики помеѓу ГЕРБ и промените продолжуваат и Демократска Бугарија. Каква е атмосферата во општеството и воопшто во политичките елити? Ќе издржи ли оваа влада подолго или можеби нема да го преживее ни овој првиот мандат на овој ротирачки премиер Денков кој што сега го избра? Кој ќе трае 9 месеци, ако не се лажам. Мислам дека твоите обсервации, Сашо, се прилично точни, но еве да кажам еден впечаток од прочитување на денешните вести во Бугарија и изјави на политичките партии. Значи има изјава од страна на партијата за промени и Демократска Бугарија во смисла дека се апелира до нивното членство, значи да покаже поголема толеранција и се бара време, и тоа во смисла време да се постигнат резултати, и тоа на краток рок. Премиерот Денков, академикот Денков, исто така имаше вчера изјава во која ги опомена министрите во владата дека они практично немаат зона на комфор од некакви 100 дена да покажат
резултати, имајќи предвид дека вие спомнавте дека подолго време трае оваа политичка криза во Бугарија. Значи, овие изјави произлегуваат, според мене, од присутното незадоволство, би рекол, кај дел од членовите и симпатизерите, значи на обете страни, кај обете коалиции. Имаше денеска интересна колумна од Ивајло Дичев во Дојче Веле, посветена на он тоа го нарекува гадење, употреби дури таков збор, силен збор, употреби и тоа најмногу поради низа коментари на социјалните мрежи, но и од страна на независни аналитичари кои очигледно во Бугарија не се доволно подготвени да го дигестираат овој компромис. Но интересно е, например, да направиме паралела на ова што се случи во Бугарија со епилогот на Ковачевски и Мицкоски. Дозволи ми предходно, бидејќи не ми одговори на почетокот. Ние зборуваме тука за Бугарија. Бугарија, како кажам, некако постојано во фокусот, нормално ли поврзано со овие иницијативата за уставни промени. Колку во Бугарија се зборува, се следи ова што се случува кај нас и како мислиш дека оваа нова влада ќе се постави по однос на македонското прашање, така го наречем? Значи, по однос на Македонија, барем во некој период од неколку седмици пред да го имаме овој епилог, во, да речем, овие кругови на сегашните владеачки партии, ППДБ од една страна и ГЕРБ и СДС од друга, немаше специфични изјави поврзани со нашите билатерални односи. Можеби такви изјави повеќе доаѓа од страна на претседателот Радев и партиите кои се во моментов во опозиција. Но треба да имаме предвид дека Македонија како тема, и ова би рекол за жал, неретко се употребува во политичкиот живот во Бугарија од страна политичките партии како тема која обезбедува некаков минимален консензус, да кажам, политички. Бидејќи сцената е фрагментирана и тука некако се бара околу нашиве билатерални односи заеднички именител, зона што се дефинира како бугарски национален интерес. Иако и нивните анкети, а и ова што деновиве, да кажам, го слушаме како приоритети на оваа влада, значи темата Македонија едноставно, барем во моментот, не е присутна. Што е добро или лошо? Лично мислам дека е добро, бидејќи темата Македонија се злоупотребува во внатрешно политичкиот надпревар во Бугарија, но истовремено се злоупотребува, значи масовно и во внатрешно политичкиот надпревар во кај нас. Да, ова е интересно. Сега Кирил Петков го видовме кога беше премиер, дека доста се обидуваше да омекне таа тврда бугарска реторика кон Македонија, но сега, например, министерка за надворешни работи е Габриел од партијата од ГЕРБ, од партијата на Борисов, каде што и Захариева предходно, знаеме, имаше тие малку неретко дрски изјави, како да кажам. И сега е прашање Габриел како ќе се постави, не знам дали се произнела воопшто, што е очекувањата, како, бидејќи она сепак припаѓа на таа десничарска една опција која често знае да игра со тие националистички чувства, да. Мислам, точно е, од една страна може да предпоставиме дека Габриел ќе продолжи да негува некакви односи со истакнати првенци политички на ГЕРБ,
тука ги вклучуваме и Захариева и Ковачев, еве во како некаква прва линија на коментатори на македонско-бугарските односи, но од друга страна за Марија Габриел односно нејзиниот политички капитал е пред се поврзан со, да речам, нема да погрешно да го речам европската бирократија, па така да очекувам да манифестира поголема практичност, бидејќи го има тоа искуство, значи незиното портфолио и незиното CV пред се поврзано со европските политики. И мислам дека ќе биде потешко за Марија Габриел да игнорира, да кажам, некакви аспекти поврзани со заедничката политика за проширување, потребата да се операционализира оваа политика, особено во овој геополитички момент. Треба пред да ги имаме и незините персонални контакти, да кажам, со водечки политичари во сите институции во рамки на Европската унија. Почувајќи од незиниот сопруг, па сите останати. Бидејќи незиниот сопруг е дел од кабинетот на претседателот на Европската унија. Да. Лично јас мислам дека има причини да за тоа е емоционална категорија, не е научна, ама да негуваме некаков почетен оптимизам, дека сепак тонот и наративите ќе станат по-продуктивни. Тони, одлично, тоа е добар вовед, тоа продуктивнава, да кажем, квалификација. Добар вовед да поминеме на Македонија. Ти ја читав завчера твојата последна колумна. Ти имаш еден стил на пишување кој што е секојаш многу разложен, кој што е секојаш многу рационален, аналитичен се разбира, со една моќ да се видат работите и малку понапред од она што е актуелно. Со оваа ситуација во Бугарија, вчера после онаа лидерска средба кај нас, бидејќи ние овој разговор го правиме во среда, а ќе биде ставен на располагање во четврток, значи завчера би дошло така, ние се приближуваме кон еден вид на компромис, компликуван, како што се случи во Бугарија. Тој компромис овдека се трага и во една од опциите кои што ти ги разгледуваш во твоите колумни, а тоа е некаква заедничка проевропска влада во која што би влегла ВМРО. Ние вчера, јас морам да кажам дека сум прилично изненаден од, практично мислам дека позицијата на Мицкоски после вчерашната лидерска средба тет-а-тет со Ковачевски почнува веќе да се топи, бидејќи она што тој го изјавуваше, тоа никогаш и не била некаква не знам колку рационална позиција која што може да издржи политички испит на еден подолг рок. Меѓутоа мислам дека со вчерашните понуди од едната од другата страна фактички веќе се влегува во Македонија во еден разговор за поинакво владење во пресрет на потребата да се менува уставот. Дали го делиш тоа мислење или мислиш дека Борјан? И јас само се да појаснам. Сашо е оптимист дека тоа ќе се случи, дека двата големи блока сепак ќе ги надминат лутите ривалства во еден во име на еден поголем интерес, како што е во случајот на Бугарија Шенген и влегување во еврозоната. А јас сум песимист дека тоа кај нас ќе се случи. Па сега еве пресуди. Да, јас и Борјан не се согласуваме, бидејќи јас го гледам Мицкоски. Мицкоски прв пат ми делува, како да кажем, во дефанзива. Он практично неговите предлози се и самиот разбира дека се несправедливи, ама просто како да мора нешто и тој да каже. Од другата страна доби и од Дуи со реакцијата која изјави нема проблем, излегуваме од влада, само ти промени ги, влези во владата, се промени уставот, и од ова Ковачевски што им го понуди, мене тоа ми се чини како сериозен напредок. Мислам, значи прво може да извлечеме паралели, бидејќи овие процеси во Бугарија и Македонија се случуваат паралелно на некој начин. Не би наврегувал сега во шпекулација кои се некакви движечки сили или фактори во позадина. Јас и Борјан ќе ги направиме тие шпекулации, ги знаеме движечките сили и фактори. Инаку не сум толку изненаден од тоа што се случува кај нас, бидејќи од чисто
политиколошки аспект, значи можам да укажам на тоа дека технологијата, да кажам, поврзана со радикализација на некакво потенцијално избирачко тело има и своји лимити, или со други зборови, дури еден вака груп и отворен популизам има своји лимити и мислам дека тие лимити се веќе поминати. И во таа смисла и партијата ВМРО-ДПМН и незиниот лидер согледуваат и бараат одреден начин за така наречено меко приземљување. Кажи му на Борјан, тоа е. Не, слушам, продолжи. Зошто имаме такви искуства, значи не само кај нас, туку еве да речеме дека паралела може да се извлече и со европскиот предлог на преговарачката рамка. Во смисла дека како што се состави, тоа е компромисен предлог, но практично функционира како некакво неко приземљување од рамковната позиција на владата на Борисов. И кога ќе го зајавате тигарот, а тоа го стори Бугарија во односот кон нас, но тоа го прави и ВМРО-ДПМН на внатрешно политички план, во еден момент треба да побарате поддршка да се сипнете, значи од тигарот без да бидете изедени нормално. Метафорички кажано. Тони, јас сепак мислам дека види, до ова заострување на реториката на Мицковски дојде веднаш некако непосредно после неговата посета и неговата средба со Орбан, каде што ги видовме гуштати, насмеани и така натаму. И по мене, јас сум убеден дека он има инструкција од Орбан дека треба да обстои на ова, дека тоа ќе му ја донесе власта и дека треба да формира влада дури ако треба и со левица и на тој начин да се факторизира. Се разбира, Орбан има свој посебен интерес, бидејќи на тој начин Орбан се факторизира во Брисел, бидејќи ќе има влијание врз Мицковски, но и тука мислам дека Мицковски нема сметка зошто он би влегол во овој компромис. Еве те предизвикувам. Не можам да се согласам до крај, од причина што мислам дека Мицковски и ВМРО-ДПМН го имаат поминато оној, да речам, прифатлив лимит, под наводници прифатлив лимит на остар тон и реторика. И спомнав дека ова што се случува практично е некаков заеднички напор да има меко приземљување, но интересно е да се направи паралела со Орбан. Тука се согласуваме, Борјан, дека тонот и реториката се практично упатени кон значи не само кон собствените членови и симпатизери. Ние ги знаеме, да кажам, состојбите кај нас и колку е големо ова тело на аполитични неопределени избирачи, дека создава, да кажам, една плодна почва да некој се обиде да го радикализира. И во таа смисла можам да ги разберам тие обиди. Но интересно е поврзано со Орбан дека во моментов се случува една интересна ситуација во која Орбан на некој начин исто така омекнува во своите ставови и, да речам, позиции по однос на она што представува критика од страна на институциите на Европската Унија. И во позадина е повторно потребата да се абсорбираат во случајот на Унгарија големи, навистина големи финансиски средства. Се работи за над 20 милиарди евра. Плюс, ако смеам да додадам, Тони,
Инаку кога сме веќе кај меко слетување, јас и Боријан функционираме на принципот оптимистите измисли авиони, песимистите падобрани, така што се понекогаш си ги менуваме улогите, ама имаме и авиони и падобрани за меко слетување. Мислам дека Мицкоски почнува да го сваќа искуството низ кое помина Груевски. Бидејќи на Груевски му беше оставен прилично долг период кој нас не чини многу скапо како држава, како нација и така натаму, кога имаше онака се наетеше, беше на радикални позиции и така натаму. Мислам дека сега веќе тонот кон него, бидејќи Боријан прашува клучно прашање што има тој да изгуби. Мислам дека има да изгуби се. Него веќе тонот, некој спомна Боријан минатиот подсказ спомна дека тој веќе и не објавува соопштенија кога се сретнува, да речеме, со американската амбасадорка. Мислам дека тие разговори кои се релативно чести, дека почнуваат да ескалираат по својата содржина, бидејќи нему и од европските и од нашите американски партнери јасно му се става на знаење дека овој тип на ирационална позиција која има кон европското проширување не може да го тера до безкрај, бидејќи на тој начин ќе ја доведе земјата во криза, а земјата не е сама по себе на мапата на Балканот, туку е дел од една многу поширока евроатлантска стратегија. Така што не знам дали се согласуваш, мислам дека Мицкоски почнува да разбира позицијата на Груевски, кој да не заборавиме заврши во Гепек, возејќи се до Будимпешта, и мислам дека тој, ако ништо друго, барем тоа го памти, ако веќе нема друг вид на капацитети да може да промени нешто во своите ставови и ставите на неговата партија. Предпоставувам дека ВМРО ДПМН и Мицкоски ги земаат предвид овие варијабли. Мислам, не сум човек што би го подценил нивниот политички капацитет за проценка. Во оваа смисла, јас пишував во мојата последна колумна дека една од картите на која опозицијата пред се ВМРО ДПМН игра е и враќање или да речам реобнова на таа парадигма стабилност пред демократија, и тоа на начин да се докаже, да кажам, на меѓународната јавност дека македонците особено како мнозинска етничка заедница во републиката, дека се мнозински определени за ВМРО ДПМН и доколку е можно тоа да се рефлектира преку пратенички места во нашето собрание, значи се очекува да партнерите на ВМРО ДПМН од меѓународната заедница во една таква ситуација, кога, еве да речеме хипотетички, партијата го представува најмасовно мнозинскиот народ, значи овие фактори во околината да им пронајдат партнери на некој начин. Партнери во смисла дека тоа треба да биде минимум една партија на албанците, но и некакви други, да кажам, политички субјекти за кои имаме најава дека ќе се формираат на нашата политичка сцена. Па во таа смисла не би можел ја да заклучам сега дека целосно дека целосно ВМРО ДПМН ќе ја напушти таа реторика и тој тон. Бидејќи мислам дека во позадина, а тоа го гледаме и читаме и денеска во оваа размена на партиски соопштенија и други изјави на партиски поединци, дека сега дали преку ова излегување на дуи преку од владата, значи се настојува да се капитализира, да кажам, некаков компромис кој би го направила партијата ВМРО ДПМН, или пак ќе се и во наредниот период ќе слушаме сличен тон и реторика, иако караванот најверојатно ќе трне во европски правец, а ќе слушаме врема и бучава. Тони, ви зборуваме, го спомна расположението на македонците. Види, зборуваме за тоа, за референдумот имавме скоро 700.000 гласови.
Добар дел од нив беа, барем 400.000, може и повеќе беа од етничките македонци кои гласаа за ЕУ и НАТО, за тоа го прифатија тој компромис со Грција. Тие луѓе сега се изгубија затоа што реално затоа што не идовме од, како ти кажам, разочарување по она изјава. Прво Макрон кој доаѓа тука вели и праќа изјава, поддржете го Преспанскиот, почнувате преговори, па потоа непа методологија, па сите тие блокади и сега тој евроскептицизам или недоверба во Европската унија е реална. И во таа смисла и тој дури и тој страф на луѓето дека ние што правиме, влегуваме во преговори и овака може вечно да не вртат околу. Па како да се одговори на тој еден, на таа една емоционална, како да кажам, ситуација, но која сепак бара некаков третман? Се согласувам сосема и нашиот, да речам, пат кон Европската унија е навистина сизифовски. Јас и така го нареков во мојата колумна, е мачен. И овие, да кажам, реакции кај голем дел од нашите сограѓанки и сограѓани јас ги наоѓам за оправдани, но треба да се комуницира, треба да се објаснува според мене како изгледа преговарачкиот процес. Еве јас на пример многу малку во нашите медиуми среќавам прилози кои објаснуваат што тоа значи меѓувладина конференција. Значи што значи Да. Што значи да се седи на маса со представници на 27 држави на ЕУ, секако и со Бугарија, и на таа маса имаме ние можност да ги искажаме нашите загрижености. Значи, тука едноставно тоа што ние го зборуваме, значи го зборуваме директно со нив. Во сценарио да се вратиме ние во чекалницата, тоа е индиректна комуникација. Значи тоа се сами, а изложени сме на таа реторика на Бугарија која е во Европската унија, односно во дебела сенка и Гајлија, ние сме сами. Доколку идат преговорите, ќе имаме можност и аргументи со бугарите да ги споделуваме пред еден поширок ЕУ аудиториум, тоа сакам да кажам. Значи квалитативно има огромна разлика помеѓу тоа да комуницираме со ЕУ и со Бугарија од чекалница, настрана и сите ризици за кои исто пишуваме се поврзани со потенцијално исчекорување на Албанија, а ние да заостануваме. Значи има квалитативна разлика отколку да се седи на маса во собата за министри за надворешни работи. Зашто ние видите за нашиве предизвици и Сизифов пат, ние сепак мора да и соопштиме на јавноста кај нас дека ние сме имале и отворени сојузници. Не биле, значи, не сме имале ние искуство да бидат против нашиот европски пат повеќе држави. Сме имале предизвици со Грција, сега имаме со Бугарија. Претежно другите европски држави биле на позиција на отворена поддршка, што јас пак и го очекувам на некој начин, доколку ние сега исчекориме, а би требало да исчекориме по автоматизам, нали? Да, по уставната измена. Тони, ти си баш добар соговорник на овие теми, бидејќи имаш и меѓу другото и ова политичко искуство кога од една трета опција настапи во тогашната влада, нели, Цигето Пурковски, Демократска алтернатива и така натаму, беше некаква средна линија по тогашните СДСМ и ВМРО. Јас сум ретко на Фейсбук, ама некни случајно закачив на еден статус на еден наш колега кој што вели, се работи за Филков, кој што вери, може ли да кажем дека во оваа држава има луѓе кои се заинтересирани за иднината на своите деца, па не е само партиска определба за овие или за оние, туку и определба за
некаков подобар живот на нашите деца, ова влегување, именување на уставот и влегување во преговори со Европската унија. Има ли во Македонија се ширили, како да кажам, бидејќи нашата теза овдека со Боријан, која што ја повремено ја се навраќаме и ја говориме, е дека во Македонија се истенчи оној слој на луѓе кои што либерално размислуваат, дека луѓето се повлечени, цинични, дека повеќе многумина од нив ја напуштаат политиката како воопшто како зона на интерес, дека престанува да ги интересира воопшто се, а тоа секако ги засилува овој тип на радикални, па и конзервативни, да не кажам во македонскиот случај, националистички тенденции. Која е твојата проценка за сегашната состојба во политичкиот дух во Македонија? Па мислам дека сме вака сведоци не само низ лични контакти, туку и овие последни емпириски истражувања, анкети, но и има и доста и вака и стручни публикации кои се презентираат на форуми, потврдуваат дека евроскептицизмот после, да речам, 3 декади од она што представува наш стратешки пат и така натаму, генерички, значи, опаѓа, и тоа мене лично ме загрижува, и во таа смисла треба сите ние да бараме некакви решенија да го обновиме тој ентузијазам. Како тоа може да се направи? Мислам дека не треба да се манипулира со јавноста. Ја би препорачал еден поотворен и транспарентен, да кажам, однос, особено од страна на нашата политичка класа, бидејќи сега сведоци сме дека дури имаме, да речам, одење во крајност, опозицијата, да кажам, оди во крајност, неретко нејзини мегафони, аналитичари предупредуваат дека европскиот пат веќе не е за нас стратешки битен, дека цената е преголема, а од друга страна пак партиите на власт се обидуваат да ја пласираат, да кажам, да ја пласираат оваа политика во една розова обланда. Јас се плашам дека Европа се промени, значи Европа е соочена со големи предизвици, патот кон полноправно членство ќе продолжи да биде мачен, но сепак мислам дека е многу помачно ќе биде за нас како општество, и не само помачно, туку и по-ризично ако останеме во чекалница. Едноставно, и во секој поглед, значи економски, структурно, политички, ние припаѓаме на овој свет на западни либерални демократии и мора да го охрабриме нашиот народ, македонскиот народ, но и другите делови од народи во републиката да немаат дилема околу ползата која би имале како држава. Значи без ова да го портретираме во некоја обланда. Значи ќе има предизвици, може би некој нареден предизвик за кој спомна и министерот Османи е да се испреговара тој акцијски план за човековите права, ама баш во тој контекст пак ние имаме доста репутацијски, да кажам, солиден модел на заштита на човековите права. Значи ние не би требало да се плашиме од соочување со EU27 на една маса каде што би седнале заедно. Тони, ако го спомна за аналитичарите, мегафоните на опозицијата, едно од тезите кои ги вртат во позадина е дека уствари од проширувањето нема ништо, дека Европската унија нема намера да се проширува, дека тоа е завршена работа. И сега види, ако навлеземе во тоа, има и аргументи за таква една теза, но од друга страна очигледно е дека војната во Украина ги раздрма малку тие работи и има
еден јасен обид за ревайвал на тој процес на проширувањето. Какви се твоите согледувања? Па мислам дека клучната тема денес, а и да речам дури и на кус рок, е поврзана со начинот на одлучување во рамки на Европската Унија. Овде пред сето останато мислам на Советот на Европската Унија или Европскиот совет на шефови на држави и влади. И забележувате и ти, Сашо, дека се формирани две групации кои се на две различни позиции. Едната е предводена од Франција и Германија и се залага за носење на најбитни стратешки одлуки со квалификувано мнозинство, додека пак другата групација, која повторно и за повторно и симптоматично е предводена од Орбан пред се и од Унгарија, се залага за обстојување на ветото. Ова второ, најмногу поради тоа што ветото најчесто го практикува Унгарија во рамки на Европската Унија во изминатиот период. Особено во делот за политиките на Европската Унија кон Путин. Да, мислам, без малку 3-4 вета беа дадени на тие мерки. Мислам дека тука е фокусирана дебатата и уште еден момент би коментирал, а е поврзан со да речам оваа политика за поширока европска заедница, бидејќи ги имам читано актите и ги читам коментарите, мора да се има предвид дека оваа политика е практично политика насочена кон соседството на Европската Унија. Значи, ние сме сега во една ситуација, односно ЕУ е во една ситуација да има 35 држави со европска перспектива за членување, потврдена на некој начин. Дел од државите се кандидати, значи за членство, кои започнале преговори, а на преостанатите од овие 35 држави име формално политички дадена европска перспектива, а има уште 10 држави на европскиот континент со кои ЕУ се обидува да направи посилни структурни врски. И во позадина, да кажеме, како главен двигател е позиционирањето на ЕУ во овој очигледно веќе создаден мултиполарен свет. Очекуваш ли тоа забрзување на проширувањето и еве некои надежи кои јас не ги споделувам, но постојате дека сега ако се дојде до ако се откочи овој процес кај нас, дека ние Црна Гора, Албанија, Србија би можело тој процес да се интензивира и некаде до 2030-35 да се заокружи тој процес. При тоа да не ја заборавиме и најважната членка на Европската Унија, тоа се Соединетите Американски држави, така што ако може во анализата и нив да ги спомнеме. Тоа е точно, бидејќи САД практично, мислам, проектот на Европска Унија е проект на САД, тоа е Маршаловиот план. Мислам, тоа кој и се уште трае, па те ви рече да. Кој се сеќава. Во оваа смисла дека има моментум, значи има. Мислам, тоа го слушаме од европските првенци и не само поврзано со нивни доаѓања во Скопје, туку и на последните состаноци самити кои беа одржани, а имаше последниве денови и седмици самити на едно повисоко ниво. И во таа смисла мислам дека повторно би биле неодговорни, не ние тројца, него би била неодговорна нашата политичка класа да го игнорира овој момент кој се создава. Многу неодговорно би бил, според мен. Така, и очекуваме да видиме, има некоја најава околу тоа дека престојниот Европски совет во јуни, кога завршува шведското председателство, дека треба да има некој заклучок кој е важен во однос на процесот на проширувањето. Шпанците најавуваат дека исто така процесот на проширувањето ќе го
стават во како еден од своите приоритети, но да видиме бидејќи па таму Високи- сега не им излезе избори. Да, ама високи шпански дипломати ми велат дека Западниот Балкан ќе биде во првите воведни делови на нивната политичка Јас програма слушам за такви најави, председавање со Европската унија. Тони, веќе надминавме 40 на минути и мислам дека баш убаво го заокружуваме овој разговор. Јас ти благодарам за овие твои, како да кажам, на известен начин како во оксигенска комора сме овдека со Боријан и баш добро ти доаѓа кога некој вака сталожено, мирно, ќе ги анализира работите, дури и за работи за кои ја и Боријан не се согласуваме до крај. Јас ти благодарам од моје име за твоето учество во Политиканти.мк. Благодарности од мене, Тони. Задоволство е да се разговара со вас и вака ќе си помогнеме, барем ние тројца. Да, и уште Да. неколку илјади души кои што ќе го чујат овој разговор. Надевам дека ќе го слушнат. Да. Благодариме, Тони, а ние со ова го завршуваме и ова 26-то издание на Политиканти.мк. Боријан, од нас толку. Толку поздрав од слушателите.